А од седницата на влада се префрламе позади влада, покрај коритото на една река која за малку не успеа да стане пловна. Или Салфета Крстич Попмајбах разговараше со македонскиот Джек Спероу. Разговор кој со својата популарност дојде до место број 8. Уживајте! Така е студио, тука сме на кејот на Вардар, каде што е присутно друштвото на пирати и гусари на Република Македонија, кои што се собреа на мирен протест против наредбата на градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов да се тргнат галиите од реката Вардар. Што би рекли искусните новинари, чуму овој потек? Ми се љупила кукат. Значи, ние многу тешко се одлучивме на овој чегор, пошто пола од пиратија ми се без една нога. Пиратска шега, бе. Не. Значи, некема ни го земат бродот. Бродот е се што имаме. Тука сме се родиле, тука ни е се. Не го даваме бродот. Добро, што предлагате вие? Значи, ние имаме листа на барања, не се многу, 30. Тота! Значи, не се многу, прво, нелојалната конкуренција се тргне, мислам, овие што су влада у собрание, стварно е срамота. Значи, леп нема, бе, нема леп да јадеме од нив, се од све крадат, од све што може да крадат. Втора работа, сакаме субвенции. Какви субвенции? Такви е субвенции, кој можат сите субвенции, можеме и ние. Субвенции ќе земат, ќе ни ги остават у бродот, пари, злато, било што, ние ќе нападнеме и ќе си ги земеме. Пиратски. Океј, понатаму? Понатаму трето и најважно е да не ни го земаат бродот. Значи, бродот е нас природен хабитат, ние тука живееме копадни сме. Значи, копадни загрозени, се и бродот да ни го земат. Немаме езера, немаме море, немаме ништо. И се и бродот да ни го земат, така? Доста ти, доста. Све да ни земат, ова е најстариот занат, после оној другиот. И со оваа кука проклета ми. Пари не ме изма од банкомат, за ми си увеце кој идемо на работа да направа. И сега кој стигнал дека бродот ке озијаме. Брод ке немаме, га. Ви благодарам. Се надевам дека овој апел ќе стигне до надлежните кои што нема да дозволат да згасне овој стар занет. До тогаш се останува на политичарите. И викате се уште имате трауми од пиратите, не? Па не е баш тоа некоја траума. Поише емпатија, односно паднав во депресија зашто греота немаат бродови да ограбуваат, па се враќаат дома кај што им се жените и децата тажни и гладни. После жално е што не може да се избрише после веќе со куката. Треба да купи 2 леки, а има само едно око, што кошта многу. Ме дупиш? Секако дека те дупам, се сериозно сваќаш, ни ти не си некој психолог. Па добро, нисам психолог, али могу да послушам што би рекле нашите северни соседи. Што е уште една глупа српска фора, ме дупат сценаристи на мене нешто? Сите не дупат, тоа најверојатно владата не овој дупи. Што е уште една глупа фора. Сега ќе си дам доста.